Животот не е само политика, иако ние сме преплавени, се разбира, секој ден со политички настани и со политички содржини. Во животот треба нешто и да се јаде. Затоа денеска имам тоа задоволство, особено во студиото, да биде мојот гостин Марк Де Јонг, готвач, шеф, веќе прославен, неколку години престојува во Скопје. Точно. Инаку белгијанец со мешано белгијанско и македонско потекло. Марк, како заврши во Скопје? Како заврши во Скопје? После една голема приказна. Стојам голема и мала приказна. Како кажуваше ти, потеклото ми е македонско. Од баба ми, дедо ми, така е. Така се научив и со нив да зборам македонски. Дојдов пред 4,5 години сум во Македонија. Зошто од Брисел во Скопје? Зошто од Брисел? За жал, кога баба ми почина, пред да почина и кажав, баба, за тебе еден ден ќе дојдам во Македонија и ќе видам како е животот таму. Дојдов, најдов љубов и останав. Па тоа е. Јас предлагам да ми ја дадеш капата која носи за мене. Ја донесов ова за тебе. Така е, ова е капа одлично, од благодарам. помошник. Имам ја исто и престилка, ама мислам престилката. Престилката нема да ме собере, претпоставувам. За мене ме соберува, мислам од Ја сме. не знам како од што ова ги е вистинската поза. Супер, така. одлично. А повели твојата капа, мојата е за малку да бидеме пар. Шеф различна. и Да. асистент. Така. Мојата е повеќе да како шеф, да кажам, капа. И се кажува ти повисока е, поголем шеф си. Мене е мидл, ајде како да кажам. Каква состојба со гастрономската сцена затекна Марк во Македонија во изминатите 3-4 години? Веќе си доволно долго тука за да знаеш што се случува. Па што се случува, да ти кажам право, од почетокот дојдов овде, многу сакав да се шетам, да ги гледам рестораните и светова, малку градовите како се готви специјалитети и светова. Многу ми се допаѓаше од почетокот. Ама гледам после неколку години многу се смени. Висна гастрономијата се качи на ниво. Аха. Да. Успеваш ли да ги најдеш намирниците кои што ти се неопходни на македонските пазари? Сега да. Порано беше малку тешко, оти пак специфични намирници што се употребуваат во француската кујна и тоа све. Океј, беше малку тешко. Сега има све. Све може се најде. Ти си специјалист за француска кујна. Повеќе француска кујна, медитеранската кујна, така мешам. И повеќе исто, да кажам, фузион кичен. Ја ги мешам кујните на мојот начин. Нема француска кујна без сос еспањол, без бешамел, без холандез. Овдека се трошат ли, се бараат ли тие сосеви? Луѓето не ги познаваат уште, да кажам. Бешамел, да, сега почнува. Сос еспањол, тоа е поспецифично, тоа е фон бран, сок од, да кажам, од јунешко или од телешко, сојмешано со доматен сос. Ме тоа се класични, како да кажам, basic base од така, од основата на секоја кујна. Така, да. Велат дека вистинскиот готвач, вистинскиот шеф се познава уште од тоа како го прави омлетот. Тоа е само приказна или има нешто вистина во тоа? Па да ти кажам право, ако шеф не може да прави омлет, не може ништо да прави. Тоа е основата, како кажеш ти, еден омлет. Сега јајце на око и тоа треба да се направи. И многу тешко е да го имаш жолчката во средината и све тоа. Има. Може ли да ти го видам алатот? Бидејќи секој шеф доаѓа со свој специфичен алат. Прво, од каде е оваа опаковка? Знам дека има историја и таа самата како е спакувана. Да, точно, и таа има историја. Да ти кажам право, концептот, дизајнот, јас го направив со еден пријател што го имам во Охрид, што он ги прави светова. Тоа е кожа? Да, кожа, 100% кожа. Ми треба кожа, ти треба нешто цврсто за да го ги држи. Ножевите сечат. 2, 4, 6, 10 ножеви. Не толку, ама сите си имат. Да речеме, најголемиот нож за што служи? Да. Јас многу го сакам ова и за расправи во кујната, претпоставувам. За расправи во кујна? Не, ова ми е многу лесно за да се за сецкање, за све тоа. Најупотребен ми е овај нож. Многу лесен, многу убав. Сега треба да бидат убаво острени. Кој ги остри ножевите? Сам ги остриш? Јас сам ги острам, да. Како, со камен, со специјален апарат? Тоа се вика фузи. Не, тоа се, како да кажам, како еден специфичен нож за... како некако еге, како некаква шнерга. Ете така, точно. Најмалиот нож за што користи? Најмалиот нож за лупење компири. Ама шефовите не лупат компири, асистентите лупат компири. И шеф треба да колку асистентот не е тука, како прави шефот? Сам треба да се снајде. Што е ова, пинцета ли ова што? Ова е пинцета, да. Зашто многу се употреба. Порано имавме многу големи ова е пинцета за да земаш месото да го вртиш, риба, за да кажеш на крај тањирот да земеш еден зачин специфичен тревка да го ставаш како гарнир. Светската кујна е отидена до неверојатни димензии. Сега се користат од нитрогасови до не знам какви ладни методи, студени методи, химикали и така натаму. Од друга страна, луѓето се оптоварени се повеќе со биолошкото потекло на храната. Како успеваш да најдеш околу тоа некакво помирување? Јас сум повеќе за биоеколошко таков начин за готвење. Повеќе ми одговарам. Јас сакам да јадиме сите, да јадиме свежо,
Добро, јас сум многу среќен, пак ќе кажам, во Македонија има тоа. Има свежи зеленчук, свежо овошје, месото е многу добар, риба, малку чат пат имаме пастрамка, имаме крап, ама имаме околина, има и убава риба да се Македонија најде. има повеќе персиска кујна или повеќе медитеранска кујна? Што е она што Мислам од инфлуенцијата е персиска кујна овде во Ова Македонија. турска да, кујна, турската што би се кујна, да. рекол, Па после 500 години мислам оставиле нешто овде во Македонија. Во режијата мислам дека имаме бројни твои фотографии во кои се Окей. илустрира твојата, да кажам, дејност и низ тоа каде се си готвел и што, какви се специјалитети. Спремаш ја повикам режијата нека пушти нешто од тоа додека работиме. Што е ова? Ба тоа е дома. Тоа Тоа е дома, си готвам секој ден, да. Тоа ми се слики. Доаѓаат ли гости често да ручек? Имам гости, Има многу гости. се среќни кога доаѓаат, да, и многу време остануваат. Ти сакат од почеток до крај да видат како готвам и да јадат. Тоа е Знам дека се обиде во Македонија да се поврзеш да направите неколку здруженија готвачки и така натаму. Како е, докаде е таа цела општествена операција? Па сега, вистина, лани направивме еден, како да кажам, една асоциација, еден друштво. Сега е малку во мирот и вистина, ние шефовите малку тешко имаме многу работа. Го ставивме малку на страна. Сите шефови што се со мене, што бевме во тој здружење, многу сме зафатени. Секој ден има ресторан, друго да работи во ресторан. Ма ќе биди понатаму, ќе ви покажеме што ќе правиме понатаму, да. Во светот е познат концептот на так наречени Мишелин звезди, Мишлен, кои што веќе стотина години се доделуваат за квалитетот на рестораните и тоа се олимпијада веројатно во готвачката дејност. Не знам дали од Виена надолу има некаков ресторан со некоја звезда Мишлен. Едно време имаше во Дубровник, ако не се лажам, пред многу години. Има во Хрватска, мислам, има и во Хрватска Србија, има неколку ресторани што се со звезди. Имав прилика да ги запознам, бевне во Брач, и видов и ги запознав овие шефови. Вистина има многу добри шефови во Балкан. Каква е готвачката сцена во Македонија? Имаш ли колеги кувари кои што разбираат кои се светските трендови, кои се трудат да ги следат? Има многу добри готвачи во Македонија и се трудат да одат напред. И гледам и младите, одев неколку пати отидов во школото Лазар Танев, каде учат да бидат готвачи. Има многу млади измеѓу нив што сакат да одат напред, што сакат да готват и го покажуваат. Многу баво си готват. Да. За да се научи готвење, треба ли да се оди вон Македонија? Секојаш подобро е. И јас искуството го имав и во Белгија, учев во Белгија, ма бе во Франција, бе во Шпања, бе во Италија. Тоа е, треба да одиш на лице место каде се готви таа храна за да го учиш. Кои се најраспространетите, најновите трендови во кујните во светот? Најновите трендови? Што се оди сега? Бе, како кажуваш ти, тоа со нитрогени, со тоа све. Убаво е, повеќе е шоу, извини. Така можам да го кажам мојата страна. Тоа се луѓето го гледат дим, гледат тоа све, ама тешко е да се готви со тој. Гледам дека постои веќе една во последните 10 години голема продукција на холивудски филмови кои што се занимаваат со професијата готвачи, шефови и така натаму. Имате многу напорна професија. Луѓето мислат дека е тоа, се разбира дека тоа убава професија, но дека сите други се забавуваат, вие сте назад во кујната и практично ја подготвувате нивната забава. Не, тешко е. Од кога почнеш, ја почнав кога имав 15 години, почнуваш да правиш обични, да лупиш компирици, да миеш това, да. Полека со годините почнав да бидеш шеф. Ако е шеф, мислат ти луѓето ништо не правиш, шеф е 14 сати на ден минимум. Шефот е присутен од сабајле до вечер, од првото тањер што излегува до последниот. Тука е шефот за да све да прегледа, да коригира ако треба и све, да дава, како да кажам, зорт на секој све од кујната. Не е лесен живот. Ич. Ја го пожелувам на сите да бидат шефови ако сакат. Се учи. Тешко се стигнува до шеф? Тешко се стигнува до шеф. Сега зависи од волјата од коварот. Има ли Марк желба да отвори ресторан во Скопје свој сопствен? Да отворам јас ресторан, да ти кажам право, не. Годините тука се више. После 50 во години прашање бизнис предпоставам, не е само да, повеќе сум јас сакам да бидам консултант, сакам да давам совети, да правам обука за готвење. Луѓето да ми прашат да бидам дел, да кажам, од приказната, ама да бидам јас газда, не ми се Јас више. морам да кажам дека прв пат те запознав, не тебе лично, твоите јадења ги запознав, бидејќи бев викнат на неколку вечери, каде што во позадината на тие вечери се работи за дипломатски настани. Ти го имаше главниот свор со создавањето на менијата. И сум присуствувал како сме те викале од кујната да излезеш, да 10, 15, 20 души со еден аплауз ги проследиме тие 4 корса, 6 корса, 8 корса кои што сме јаделе навистина изворедно. Кажи ми, дали во Македонија да се јаде квалитетна храна е скапо?
Бидејќи постои една идеја дека да вистина човек да си дозволи да може овој тип на алат да ти го подготви јадењето, дека тоа треба добро да се плати. Да, се знае гастрономија и гастрономија. Гастрономија има цена. Сега, занајтот од шефот, местото каде јадете, масата, како да кажам, ножевите, приборот, тањирите, све има цена, се плаќа това. Сега можете да имате истата храна дома. Јас ќе дојдам да ви ја готвам. Па да. Не сакам да прашам колку чини тоа задоволство. Не е скапо. Не е скапо. Дали си добил некакви нарачки за готвење кои што биле чудни? Си морал ли да спремиш нешто толку специјално што овдека не можело да се најде или дали тие што нарачувале знаеле што нарачувале? Па они знаат, луѓето за кои готвам, се луѓе што знаат, што сакаат да јадат, што како да кажам уживат во јадењето. Неколку пати на минице што они ги барат, тешко се наоѓаат, ама се трудам. Бараат ли некакви змии, бараат ли полжави, бараат ли змии до сега не, јас имав прилика да во Кина, да, ма овде змии уште не. Не, полжави да. Полжави да. Полжавите ги има многу, но во Македонија никогаш не станаа дел од главното мени. Тоа е, како да кажам, француска специјалите, escargot de Bourgogne. Тоа е нешто обично, ма повеќе време поминуваш да ги миеш и света да ги спремаш, освен да ги јадиш. Постои еден мит дека македонскиот зеленчук да ти бил најдобар, највкусен, веројатно на светот. Точно е тоа? Не е мит. Не е мит, това е вистината. Вистината. Ја уживам во Бардовски патлиџан. Бардовски патлиџан, не знам ти е најдобар, знам ти јас кога одам во пазарот, ги гледам патлиџаните, многу ми се убави, многу. Знам дека наскоро ќе гостуваш во еден објект каде што ќе има белгиска вечера, белгиска кујна. Точно, на крај месецот 27 да, ќе има во јавна соба, ќе има белгиска вечера. Јас сум главен, ќе го правам убав мени таму. Ја можам да ве поканам да дојдете во јавна соба 27. Да, ако можам да го кажам. Така е, се разбира. Инаку овој разговор не е случаен. Јас не само затоа што сме пријатели, затоа што знам и уживам во храната. Мислам што се гледа и на мене. Се гледа малку двајцата сме. И гледам јас имам проблем. Блузата ми пука малку. Некој мора и да ужива во тие работи. Велат дека денеска може ли човек да се здебели од овие јадења што вие ги подготвувате? Бидејќи тоа секогаш изгледа атрактивно, ама некако малку изгледа на порција. Па треба да се праша на сопругата. Јас се здебелувам само да гледам чашата. Она ми го јади секој ден. Сопругата е витка и нема тој тип на проблеми. Инаку, еден телевизија, овој разговор е заправо дел од она што го најавуваме како почеток на едно наше кулинарско шоу, кое што ќе следува за 10 минути на еден телевизија. Го води нашата домашна готвачка, се вика Маја Лазарова. Маја инаку архитект по професија, но кујната е едно големо задоволство и мислам дека рецептите што таму ќе ги практикува ќе бидат освежување за нашата трпеза во македонски стил, бидејќи мислам дека денеска ќе стане збор за погачици, за мафини, ќе стане збор за употреба на капини во некои колачи и така натаму. Зашто да не, во све, Така е, нешто што го има околу нас. Не кажам како се архитектонски. Така ќе биде архитектонски презентирано и све. Па да, и тоа треба. Марк, благодарам. Се јади, извини што те прекинувам. Се јади со очите. Архитект може да ти го направи това, да ти го среди тип-топ може. Па и изгледот е секогаш важен на се што се прави. Голем дел од тањирот е изгледот. Да. Мерси боку. Се надевам да се видиме повторно во која прилика, а и ќе викнеме камери на еден телевизија кој ќе седнеме во ресторан да ручеме и да направиме. Ќе готвиме јас за тебе дома. Јас си ги чистам копирите, сега си се во врска. Благодарам на Марк, ние продолжуваме со програмата, мислам дека следуваат рекламен блок. Благодарам, Марк. Со задоволство.